Централни вести. Добро вечер. На почеток преглед на насловите од денеска. Владата и синдикатите си подадоа рака. 11.000 административци ќе добијат 40% повисоки плати. Сега очекуваме од страна на администрацијата да биде исто така испорачен подобар квалитет. Ке се чешла секоја фирма одгледувач на медицински канабис. ЗАЕВ најави тужба за наводите на ВМРО ДПМН. Оттаму тврдат, има вмешаност во рекордната заплена. Пејачот Даниел Кајмаковски киднапиран па ослободен во Белград. Грабнувачи му барале откуп од 20.000 евра. 40 запленети автомобили поради возење без дозвола. Независниот синдикат на полицијата со марш за поригорозни казни за заканите кон нив. Казните мора да се зголемат, да бидат построги и парично, а и со затворски казни. По речиси 2 години преговори и официјално падна договор меѓу владата и синдикатите. 11.000 вработени во администрацијата ќе бидат опфатени со договорот со кој што до 2028-та платите ќе им бидат зголемени за 40%. Детали од Сандра Спасовска. Околу 11.000 административци од март годинава па се до 2028 ќе добиваат повисоки плати за 8% годишно, плюс законското согласување со растот на минималната плата. По речиси 2 години преговори и протести, синдикатите си подадоа рака со владата. По средбата со синдикатите, премиерот Христијан Мицкоски договорот го оцени како историски и рече дека ваква вин-вин комбинација според него може да се направи само со зрело работење и доверба. Според првичните пресметки, Мицкоски вели годишно за повисоки плати на административците ќе бидат потребни околу 10 милиони евра, а до 2028 очекува со синдикатите да се испреговара и нов општ колективен договор. Ова е историски момент, бидејќи до сега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување на платите и нивно усогласување за да дојдеме до некое достоинствено ниво. Од прилика пресметките се дека околу 10 милиони евра, нешто над 10 милиони евра ќе треба во последните 3 години, секоја година зборувам по толку, помеѓу сега со се зголемувањата во судовите и во обвинителствата, негде помеѓу 600 и 700 милиони денари отприлика би бил дополнителниот трошок на буџетот. Ова што ние како влада се обврзуваме, тоа и ќе го испорачаме. Сега очекуваме од страна на администрацијата да биде исто така испорачен подобар квалитет. Според сега договореното, со секоја институција ќе има индивидуален договор, а со постигнатото задоволни се и синдикалците. Оно што е уште подобро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, нели поповолни права за вработените, по постапката за потпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза, отколку да се носи нов закон. Денеска неправдата конечно е исправена. Имавме преговори, требаше да се случи ова покачување и минатата година, но еве се радувам дека и колегите од Сојузот на синдикати и УПС конечно го прифатија ова како поповолно право за вработените. Од владата остануваат на ставот за раст на минималецот. Во март тој ќе се зголеми согласно закон, доколку работниците и работодавачите се договорат поинаку. Владата тоа ќе го испочитува. Во однос на функционерските плати пак, премиерот Мицкоски рече дека тие нема да се зголемат. До крајот на месецот најави дека коефициентот, исто како и лани, ќе се нивелира. Реагира од СДСМ. Така наречениот договор кој што денеска е постигнат со УПС е потврда дека владата на Мицкоски не сака да ја покачи минималната плата на работниците на 600 евра. Околу 200.000 работници моментално земаат плата под 30.000 денари, што ја продлабочува сиромаштијата и го поттикнува иселувањето на младите и квалификуваните. Затоа минималната плата треба да се покачи за сите вработени во јавниот сектор, во приватниот сектор и во приватните компании, фабриките и конфекциите, велат од СДСМ. 4 странски компании ќе инвестираат во земјава.
Првиот човек на Тирс Димовски најавува 1500 нови работни места. Само прва фаза да инвестираат повеќе од 150 милиони евра. Разговорот со првиот човек на Тирс, гледајте го подоцна во вестите. Продолжува обсежната акција за заплена на марихуана, во која што во изминатите денови беа запленети 40 тони. Премиерот Мицкоски најави дека ќе се проверува секоја фирма која што одгледува канабис за медицински цели. Маја Стојановска. Нема да бидам изненадена кога до крајот на акцијата за незаконско чување и производство запленетата марихуана достигне и до 100 тона, изјави премиерот Христијан Мицкоски, најавувајќи дека на владина седница во вторник ќе биде донесена одлука како што рече да се влезе секаде. Според премиерот, ваквата слика било одраз на погрешни картелски одлуки на минатата влада, посочувајќи дека била направена промена на правилникот, која се коси со Законот за контрола на опојни дроги, кој го регулира производството и употребата на марихуана за медицински цели. Законот е генерално ист, но некој министер, а тоа деновиве ќе се разработува, дозволил да се промени правилникот кој што е спротивен на законот. Значи, ние имаме позаконски акт кој што е во коализија со самиот закон и ниту еден познавач и ниту еден кој што во овој бизнис е успешен не ми кажа дека цвет од канабис кој што не е третиран по посебни стандарди, има таму затворени простори и така натаму, сега да не навлегувам во такви детали, може да произведе цвет кој што потоа ќе се користи за производство на масло и тоа масло потоа да се користи во медицински цели. МВР објави дека при координираната акција со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција која се уште е во тек, досега се запленети над 40 тони марихуана од правни лица каде се утврдени неправилности и неусогласеност во однос на количините кои тие ги поседувале, произведувале, набавувале и оттуѓувале. Околу 31 тон се одземени од неколку фирми во источниот регион, а десетина од фирмата Алфа Фарм во кругот на поранешен Охис. Паралелно со акцијата за заплена на марихуана, кулминираат партиските обвинувања. Прв пат согласи и екс-премиерот Заев. Негира каква било поврзаност со запленетиот канабис и најави тужба за ВМРО ДПМН. Јана Јосифовска. Поранешниот премиер и екс-лидер на СДСМ Зоран Заев бара јавно извинување од ВМРО ДПМН и пратеникот Бране Петрушевски, за како што вели, лагите и клеветите за негова поврзаност со заплената на десетици тони медицински канабис. Тој во објава на Фејсбук категорично негира било каква поврзаност со случајот, а доколку не се извинат, најави тужби против нив. Подеднакво одвратни се и останатите нивни лаги за мене, кои ги повторуваат речиси секојдневно, откако се повлеков од политиката, како онаа дека градам некакви облакодери од 40 ката во Дубај, дека вршам притисок за купување на болницата на доктор Жан Митрев, дека се мешам во работата на правосудните и други институции, вели Заев. Јавно барам извинување од пратеникот Петрушевски и од партијата ВМРО ДПМН за сите тие лаги, клевети и навреди, вклучително и намерната злоупотреба на моето име во таа режирана драма околу конфискацијата на десетици тони медицински канабис поради наводно несоодветно чување и складирање. Безобразна лага е дека сум на кој било начин поврзан со случаите со канабис. Безобразна и дрска лага е дека сум се јавувал во Царинската управа. Доколку не се извинат во законски предвидениот рок, ќе поднесам тужба против Петрушевски и ВМРО ДПМН. Пратеникот Петрушевски пак одржа пресконференција во која повторно го прозва Заев за вмешаност во последниот случај со заплена на марихуана, но извинување немаше. Апсолутно немам намера, ниту чувствувам потреба да му се извинам на Зоран Заев. Напротив, очекувам Зоран Заев да се извини на целокупната македонска јавност за сите милионски криминали кои што ги има правено и да се извини за сите национални предавства и понижувања. Јавувањето во јавност на Заев е директно погодување во центар и изблик на нервоза на Заеви кои се фатени директно на лице место во медот. Од СДСМ и денеска прашуваат како 5 тони дрога поминале преку македонската граница во Србија и кој ќе одговара за тоа. Без подршка, заштита и логистика од врвот на власта, шверцот на огромна количина дрога преку границата едноставно не било возможно. Каде се камерите на Safe City? Каде е полицијата?
Каде се екипите на мобилна царина? Каде се контролите? Мицковски, Тошковски, Тарчуловски, Бобан Николовски, началници, раководители, инспектори, службеници. Реагираат ВМРО ДПМН за одговорите за тоа како се шверцуваат 5 тони марихуана. Димитриевиќ нека го праша Венко Филипче, кој е во отворена комуникација и на команда од Зоран Заев и кој на 2 февруари панично ја напушта државата кон јужниот сосед, велат од владеачката партија, од каде прашуваат дали тамо Филипче се сретнал со Заев и зашто била средбата. И покрај заострената примена на законот, на улиците продолжува праксата на возење без дозвола. Полицијата во изминатата недела одзела речиси 40 возила и привела десетици граѓани. Меѓу нив има и повеќе малолетници. Игор Манасиевски. И викендов полицијата со полни раце работа околу контролата на сообраќајот и спроведувањето на одредбите од кривичниот закон за загрозување на безбедноста во сообраќајот. До петокот полицијата имаше одземено 21 возило од лица кои немале возачка, а викендов се лишија од слобода уште 16 лица од речиси сите градови низ земјава, на кои исто така им се одземени возилата, со што бројката на лица кои си возеле без возачка се искачи на 37. Министерството за внатрешни работи го одзема возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник. Викендов речиси да нема град, каде не е лишено од слобода барем по едно лице за управување без возачка. Најмладиот е малолетник со 15 години, а најстариот е со 39 години, а возел без положено за возачка дозвола, додека најскапо одземено возило е Поршето, кое го управувал без возачка 27 годишен жител на село Требош, Тетово. Инаку возилата полицијата ги одзема не заради новиот систем Безбеден град, туку заради заострената примена на одредбите од Кривичниот закон, со кој се регулира безобзирно управување на моторно возило, според кој за потешки дела е можно да се заработи затвор до 3 години. Од МВР укажуваат дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредниот период. Со протестен марш по Битолски широк сокак, независниот полициски синдикат го изрази својот револт поради заканите по живот упатени кон полициските службеници за време на протестите против законот да им се одземаат возилата ако возат без дозвола. Треба апсолутно сериозно да ги свати државата, затоа што секоја закана и секој напад врз полициски службеник мора единствено да се гледа како напад врз државата. Ваквите навреди и ваквите закани не смеат да се толерират никако. Казните мора да се зголемат, да бидат построги и парично, а и со затворски казни. Македонските транспортери се во исчекување на преодното решение на Брисел, кој според најавите неделава треба да презентира модус со кој што камионџиите би добиле поповолни услови за престој во Шенген зоната. Во вторник на 10 е најавена средбата во Европската комисија, на која ќе се разгледуваат можностите како да се дозволи камионџиите од Балканот да можат да возат во земјите од Шенген зоната. Фокусот на камионските транспортери засега е целосно насочен кон исходот од овој состанок, за тоа какво решение ќе се донесе. Тие очекуваат барем привремени мерки за да може да функционираат нормално додека да се реши конечниот статус. Во спротивно не се исклучуваат можностите за нови блокади, иако се свесни дека економските загуби се огромни и за балканските, но и за европските земји, но велат ако не се реши проблемот, секако камионите ќе останат дома и нема да возат, што е еднакво како да се на протести. Доколку се применува во целост оваа визна либерализација, односно 90 дена во 180 дена, нема потреба да правиме протести, затоа што возилата ќе стојат. Што значи дека пак истиот ефект ќе го добијат, уште во поголема форма, бидејќи оние превози кои што ќе ги прават како алтернатива со некои превозници од државите на Европска унија ќе бидат многу поскапи од една страна. Транспортните асоциации од цел Балкан, како и Макам Транс од Македонија, преку надлежните власти ќе испратат официјален допис во кој, како еден од адутите, ќе го наведат договорот за асоциација и стабилизација, кој земјава го има подпишано со Европа, во кој јасно се наведува дека ниту една страна не смее да го ограничува или да носи мерки со кои би се намалил обемот на транспортот и трговијата. Би требало да не стават во регулативата која што се однесува на иземање
значи на документите кои што се однесуваат на визните либерализации и би требало да не стават само каде што се иземени другите видови превоз. Во меѓувреме од Европа продолжуваат депортациите на возачите на камиони. Тројца камионџи од Босна и од Србија после протестите се депортирани и во пасошите добиле црн печат за забранет влез, нешто што во последните 6 месеци беше случај и за 20 возачи од земјава, од кои 13 возачи биле депортирани во Македонија. 4 нови странски компании имаат донесена одлука за инвестирање во земјава, вели првиот човек на ТИРС, Гоце Димовски. Во разговор за Канал 5 тој посочува дека со новите инвестиции ќе се отворат и нови 1500 работни места, а само во првата фаза ќе бидат инвестирани над 150 милиони евра. Сандра Спасовска разговараше со Димовски. Господин Димовски имаше најави за нови инвестиции во 2026. За колку компании и какви компании станува збор? Дали нивната работа би се одвивала во развојните зони и каква е реализацијата на сегашните? Заклучно со денес можам да потврдам официјално дека веќе 4 компании странски има донесена одлука за инвестирање во Македонија. Овие компании согласно нивните доставени бизнис планови, има за план само прва фаза да инвестираат повеќе од 150 милиони евра и согласно нивните бизнис планови, овие 4 инвестиции ќе креираат повеќе од 1500 нови вработувања. Се работи за компании кои имаат високо технолошко производство и компаниите, три од овие компании ќе бидат лоцирани, планот да бидат лоцирани во технолошкото индустријска развојна зона во Скопје, додека четвртата компанија се планира да биде лоцирана во технолошко индустријска развојната зона во Тетово. Две компании, Аптив и Дура, најавија повлекување од Македонија, докаде е постапката со нивното заминување? Први во однос на Дура, морам да го истакнам фактот дека они с оглед на фактот дека ние секоја година, како дирекција за ТИРС, правиме проверка минимум еднаш годишно на секоја компанија заради исполнетоста на нивна страна согласно договор државна помош. Така да во средината 2025 од наша страна беше побарана еден вид ревизија која правиме согласно дворечни ревизори, да се утврди дали ова компанија ги исполнува условите од случајниот договор за државна помош. Се констатира дека ги прекршила условите со тоа што наша страна беа преземни мерки и активности за да си ги наплатиме сите оние пари дадени како државна помош, односно се утврди дека они го прекинале производството и тоа е еден услов за кој треба да го исполнат согласно договорот државна помош. Во однос на Аптив, морам да истакнам дека почетокот на 2025 добивме известување од страна на Аптив дека согласно нивниот план за реструктурирање на Аптив на глобално ниво, они планираат фабриката во Македонија, која морам да кажам дека доста добро работи профитабилно, да го запрат производството, односно да планираат да ја продаат. Веќе сакаат да се повлекуваат за нивните планови на глобално ниво. Исто и со Аптив, од наша страна, како и за Дура, од наша страна беа преземени мерки и активности, со што ревизорите утврдија дека од нивна страна има прекршување договор државна помош, од наша страна беа преземени мерки и активности со наплата на тие средства дадени согласно договорот. Морам да истакнам еден многу битен факт дека и за Аптив и за Дура веќе има компании со кои преговараме и кои разговараме што се заинтересирани да ги купат објектите на Дура, да ги преземат објекти на Дура со цел тие објекти во текот на 27 односно 26 да продолжат со производство. Какви се бројките околу извозот од ТИРС зоните? Заклучно со 2025, а врз основа на сите тие анализи што ги правиме на месечно ниво и на годишно ниво, можам да потврдам дека извозот во 2025 во споредба со 2024 е зголемен за 6,4% или во апсолутни бројки, извозот во 2025 изнесува повеќе од 3,3 милиарди евра од компаниите што оперативно работа во индустријски зони, додека во 2024 тој извоз изнесуваше некаде околу 3,1 милиарда евра. Има ли доволно работна сила за фабриките во ТИРС зоните и колкав е бројот на вработени сега во моментот? Бројот на вработени заклучно со декември 2025 изнесува околу 17.000
вработени во сите компании, така да очекувам во 2026 бидејќи имаме више инвестиции што се во тек и што се градат, таа бројка да се зголемува. Со тие нови инвестиции што бидат и во 26 и во 27. Во однос на работната сила, сакам да истакнам дека тоа представува еден сериозен предизвик за сите земји во регионот, така да дефицитот на квалитетна работна сила представува сериозен предизвик, меѓутоа она што можам да го истакнам согласно комуникацијата што имам со компаниите што оперативно работа во три зоните, дека некои компании имаат потреба од високо квалификуван кадар, некои компании имаат потреба од ниско квалификуван кадар. Ревизија утврди неправилности и неусогласености во работењето на ТИРС во 2024. Дали и какви чекори се превземени за да се надминат состојбите? Ревизорскиот извештај се однесува за 2024 и насад. И оно што морам да го истакнам, дека оно све што е наведено во ревизорскиот извештај е всушност состојбата која јас ја затекнав кога бев именуван за директор на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, односно тоа се состојби кријани пред ја да ја преземам функцијата директор. Факт е дека има сериозни состојби и наводи. Заклучокот е дека тие работи мора да се решаваат. Можам да кажам слободно дека најголем дел од сите тие констатирани наводи и состојби во текот на 2025 заедно со вработените во дирекцијата за ТИРС се превземени мерки и активности за нивно средување. Имено за мене тоа представува сериозен предизвик и целта ми е што можам повеќе работи што сум ги наследил за жал, а заклучокот е дека дирекцијата за ТИРС така како што била сите проблеми биле оставани под тепих. Мојата цел и заложба и интенција е да ги решам сите можни системски, ако успеам, се надевам дека ќе успеам, да ги решам во рамки на сите позитивни законски прописи од држава, се со цел дирекцијата за ТИРС да биде на институција што биде пример. И тука завршуваат вестите. Благодарам за вниманието. Пријатно.